Вести на Канал 8, добродојдовте. Најдоцна во јануари ќе биде објавена тендерската постапка за изградба на Центарот за регионално управување со отпадот кај Свети Николе. Од Министерството за животна средина информираа дека проектот за регионалните депонии на ниво на држава е во најнапредна фаза во источниот и североисточниот регион. Источниот и североисточниот регион се најнапред во државата во процесот за регионално решавање на управувањето со комуналниот отпад, за што е предвидена изградба на централна станица за негово собирање и третман. Од Министерството за животна средина и просторно планирање потврдија дека жителите од двата региона можат да очекуваат први да добијат современо решение за депонирање на отпадот и соодветна заштита на природата. Во финална фаза на подготовка е тендерското досие. Очекуваме до крајот на годината или најдосна во јануари да биде распишан тендерот за изградба на централната депонија во Свети Николе и претоварните станици. Станува збор за финансиски пакет од околу 40 на милиони евра само за исток и североисток, кој што опфаќа набавка на опрема која што набавивме пред 3 години, канти контейнери и возила. Исто така затварање на општинските депонии. Првиот лот, односно првиот тендер е во фаза на имплементација. Дел од депониите почнаа да се затварат, па се пренасочува отпадот од помалите депонии во моментот кон поголемите, се до нивно финално затварање и финалното е, како што споменав, изградбата на централната станица во Свети Николе и претоварните станици од кои што ќе се носи отпадот во Свети Николе. Ова е прв посериозен проект за управување со отпад во државата. Тука не застануваме, продолжуваме и со другите региони со новиот заем од Европска банка за обнова и развој, кој што ќе опфати уште 5 региони во државата. Затворањето на општинските депонии е во рамки на проектот за изградба на регионалниот центар за управување со отпад за источниот и североисточниот регион, а што почна во октомври минатата година. Помалите локални самоуправи веќе презедоа соодветни активности со кои затворија поголем дел од нелегалните депонии на своите територии. Паралелно со проектот за регионално решавање на третманот на цврстиот отпад во државата, неодамна од ресорното министерство информираа дека е почната иницијатива за формирање комунална полиција. Таа ќе работи на терен, а треба да помогне превентивно, но и репресивно да се променат навиките на населението во однос на зачувувањето на животната средина. Општина Виница упати повик до представниците на местните заедници и бизнис секторот со своји предлози да се вклучат во креирањето на буџетот за 2024 година. Работните средби ќе се одржат во салата за состаноци во општината на 13 и 14 декември. Врз основа на законските одредби, а заради транспарентност во работењето на единицата на локална самоуправа, општина Виница ги повикува представниците на местните заедници како и на бизнис секторот да се вклучат во креирањето на буџетот за наредната година. Во повикот се нагласува дека како отворена и транспарентна општина, Виница се грижи за сите населени места рамномерно и работи согласно принципите на Советот на Европа за извонредност во управувањето. Поради тоа продолжува и со постојана комуникација и соработка со граѓаните во креирањето на буџетот за 2024 година. Градоначалникот на Виница Миле Петков ги повикува претседателите на местните заедници од сите населени места во општината, како и представниците на бизнис секторот да придонесат со своји предлози и идеи за подобрување во креирањето на буџетот за едната година. В среда на 13 декември со почеток од 12 часот во салата за состаноци во општинската зграда ќе се одржи состанок со претседателите на местните заедници од општина Виница. Наредниот ден, четврток, со почеток од 13 часот, во истата просторија ќе се одржи средба со представници од бизнис секторот кои ќе можат да учествуваат со своји предлози за подобрување и креирање на буџетот на општина Виница за 2024. Вкупно 30 студенти ќе користат општинска стипендија. Ќе добиваат по 3000 денари за период од 10 месеци. На објавениот конкурс од општина Кочани се пријавиле 34 кандидати, но 4 од нив не ги исполниле условите, односно доставиле некомплетна документација. Вкупно 30 студенти што ги исполниле условите за добивање општинска стипендија пропишани во правилникот за стипендирање ќе бидат стипендисти на општина Кочани за студиската 2023-2024 година.
Според Комисијата за доделување на студентски стипендии, на конкурсот пристигнале 34 пријави. Од нив 12 добиле стипендија за постигнат висок успех во студирањето, 13 се според критериумите за социјално загрозени семејства и 5 студенти се од факултетите за медицински науки. 4 од пријавените кандидати не ги исполнили условите да добијат стипендија поради некомплетна документација, затоа што повторувале година или не студираат на државен универзитет. Стипендиите со месечен износ од 3000 денари ќе се доделуваат за период од 10 месеци, почнувајќи од месец септември, а заклучно со јуни за студиската 2023-2024 година. Против донесената одлука, незадоволните кандидати имаат право на приговор во рок од 5 дена од денот на добивање на одлуката. Приговорот се поднесува до градоначалникот на општина Кочани. Во понеделникот вечерта во Центарот за култура Бели Мугри беше отворена изложбата Душа на платно од авторот Боре Митовски. Заинтересираните посетители може да ја погледнат во наредните 10 дена, а влезот е слободен. Во Центарот за култура Бели Мугри во понеделникот вечерта беше отворена изложбата Душа на платно од авторот Боре Митовски. Представени се над 30 дела изработени во 2 ликовни техники. Заинтересираните посетители може да ја погледнат во наредниве 10 денови, а влезот е слободен. Изложувам прв пат во Кочани, од 50 на изложби низ Европа. Желба ми беше еднаш да дојдам и во Кочани, бидејќи потекнувам од тука. И како некогашен член на Бели Мугри, мислам дека денеска желбата ми се остварува. Делата се во 2 техники, акрилна и масни бои на платно, не? Мислам дека се на некое врховско ниво поставени, на тоа највише ќе покажат самите критичари на сликите. Во делот на соработката помеѓу Центарот за култура Бели Мугри, авторот зборуваше Александра Димитрова, стручна соработничка за ликовни изложби при установата. Таа истакна дека ликовните настани од меѓународен карактер се значајни за градот Кочани. Ова изложба првично беше представена во Белград, па потоа во Скопје во Артхуб и еве вечерва во Центарот за култура Бели Мугри. Надвор од програма на Центарот за Бели Мугри, што е, нели, еден плюс за нас како институција, и се надевам дека соработката со авторот започнува сега и ќе продолжи во иднина. Многу се важни таквите меѓународни соработки и јас се надевам дека Кочани со Нова Горица ќе прерасне една веќе, нели, заедничка соработка во повеќе дејности. И навистина е гордост една личност која што се труди во културата да придонесе, да изложува во нашиот центар. Му посакувам многу успех и ги поканувам останатите љубители, односно сите што ја сакаат уметноста, да дојдат да ја посетат ова изложба. Сликите на Боре Митовски се изградени композиции во стилот на надреализмот, кубонизмот и експресионизмот. Тој по потекло е од Облешево, но долги години живее и работи во Словенија, а ова е негова прва самостојна изложба во Кочани. Боречката федерација на Македонија ги додели признанијата за најдобрите борачи и спортски работници за 2023 година. Наградени беа и членови на Кочански Спартак, кои постигнаа значајни резултати во младинските категории во машка и женска конкуренција. Македонската боречка федерација ги прогласи најдобрите борачи, тренери и спортски работници за 2023 година, а во конкуренција за признанијата се најдоа сите клубови од државата. Свеченоста за прогласувањето и доделувањето на наградите се одржа во Прилеп, а домакин беше боречкиот клуб 7 мај, кој годинава екипно е освојувач на шампионската титула во женска конкуренција. Признанијата на најдобрите им припаднаа според постигнатите резултати на домашните и меѓународни надпреварувања во сениорска и младинска конкуренција. Меѓу наградените се најдоа и кочанските борачи и боречки судии, кои се актуелни или поранешни членови на боречкиот клуб Спартак. Во младинска конкуренција кај генерацијата U15 признанија добија Даријан Павлев, Славица Митева и Стојана Митева. Во екипна конкуренција меѓу 20 клубови пак
Спартак се најде на 7-та позиција со освоени вкупно 50 бода. На свеченоста во Прилеп признанија им беа доделени и на 4 боречки судии, а меѓу нив се најдоа и Гоце Ангелов и Игор Христов, кои се поранешни борачи на Кочанскиот клуб. Боречката федерација им додели признанија и на 8 медиуми, кои редовно известуваат за постигнувањата и работата на Сојузот и клубовите, а меѓу нив се најдоа и телевизија Канал 8 и порталите Гласно, Комарец и Ипон. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.